Политичкиот затвореник Љубе Бошковски, политички затвореник не само според опозицијата, туку извештајот на Стеј департментот, по втор пат ја доживува истата судбина. Повторно против него ќе има заштитен сведок, зашто и официјално неговите адвокати добија решение. Со првиот заштитен сведок го затворија, а со вториот заштитен сведок сака да му запечатат судбината. Дали стравот од опасноста да помине законот за амнестија на Љубе Бошковски во собранието ја натера владеачката гарнитура да ги забрза постапките и веднаш да изфрлат нов заштитен сведок. Се поставува прашање: од што е загрозен новиот заштитен сведок? Од што се плаши? Кој ќе му направи нешто па мора да има статус на заштитен сведок? Или се срами самиот од себе, од тоа што ќе треба да го каже бидејќи знае дека не е вистина? Или ќе биде некој нивен човек во име на заштитен сведок, лице за кое што ние нема да знаеме кој всушност зборува. Ќе потсетам дека во комунизмот, во лошиот дел, во периодот кога комунистичкиот режим сурово владееше во Македонија после Втората светска војна, два сведока беа доволни за некој да заврши во затвор. Меѓутоа денес е доволен само еден сведок за некој да заврши во затвор, со тоа што тој сведок ќе добие статус на заштитен сведок. Нема никакви материјални докази кои што одат во прилог на било каква вина на Љубе Бошковски и ги запрашуваме судските власти зошто повеќе му веруваат на зборот на овој заштитен сведок отколку на зборот на Љубе Бошковски. Воедно ги предупредуваме и јавните обвинители и истражните судии кои што работат на овој случај да бидат внимателни при примената на материјалното право, бидејќи ќе дојде ден кога нивните постапки ќе бидат преиспитани и може да сносат и кривична одговорност за злоупотреба на нивната функција.